По благовештение доаѓаат цветници, денот кој секогаш се паѓа 4 дена пред Велики четврток. Кое е значението на овој празник? Всушност овој празник е последниот ден од така наречената Велика Четириесетница, односно 40-дневниот пост, на кој што подоцна му се додава нели и неделата на страданијата и така испаѓаат 7 недели. Со тоа се заокружува, би рекол таа света Четириесетница и го означува или на тој ден го прославуваме триумфалното, торжествено влегување на Христос во Ерусалим. Овој ден следува по предходниот ден, а тоа е Лазарева сабота, кога Христос го изврши најголемото чудо, би се рекло, а тоа е воскресението на Лазар, најголемото чудо во смисла на тоа што луѓето дотогаш можеа да го видат, воскресението на неговиот близок пријател Лазар. По 4 дена од неговата смрт, Христос го повика и го воскресна од гробот со зборовите Лазаре, стани. Ова чудо го убеди народот во вистинитоста и на делувањето и на зборовите Христови, и кога тој влегуваше во Ерусалим, тие го пречекаа како голем пророк, дури возвестувајќи му ја, би рекол, славата и хвалоспевите како на оној што влегува како цар. Иако Христос во своето срце сепак го чуваше со своето знаење она што ќе следува. А тоа беше дека овој народ кој што сега вели на цветници Осана на синот Давидов, потоа со истите усти ќе кажува растни го, растни го. Овој цветници е всушност триумфот, би рекол, на животот и триумфот на вистинитоста на Христовите зборови, затоа што се случува по Лазаревото воскресение, кое што пак со својата смисла нам ни го доловува општото воскресение од мртвите или она верување кој што го имаат христијаните во вечниот живот, животот после општиот праведен Христов суд. Споменавте триумф, како христијаните го празнуваат токму овој триумф? Христијаните на цветници на Лазарева сабота всушност со своите очи го гледаат веќе воскресението Христово, односно на некој начин Лазаревото воскресение и влегувањето Христово триумфално во градот Ерусалим всушност го означува и го најавува Христовото воскресение. Христијаните учествуваат нели торжествено во овие служби или во овие денови, доловувајќи го преку молитвата, преку подвигот, преку богослужението, амбиентот на сето она кое што се случува. Всушност, овие празници имаат голема смисла, затоа што, како што и вели црковната поезија, се врата на воскресението, односно, би рекол, амбиентот од кој што полека, но сигурно навлегуваме во најсветлиот, најголемиот христијански празник, а тоа е воскресението Христово. Цветници оваа година се паѓа во недела и е ден кој што го славаат многумина како именден, како кукина слава, имиња како Цветан, Цветанка и така натаму. Што би им препорачале на луѓето во ваква ситуација каде што се забранети поголеми собири и што треба да направат ете како обичај за да го прослават овој ден? Всушност Цветници е секогаш во недела и тоа во неделата пред воскресението Христово. Но оние кои што нели имаат или домашен спомен во вид на именден или во вид нели на слава, им препорачуваме приносот да го направат во црквата, доаѓајќи во кој било дел од денот од црквата, принесувајќи го приносот во вид нели на леп, на вино, на пченица, но да изостанат нели оваа година поради специфичните околности, оние вообичаени собирања кои што ги правиме во домот, прославувајќи го нели нашиот личен или пак семеен празник заедно со нашите ближни. Всушност е и време на пост и овие работи треба да се напуштат, а особено не само заради ситуацијата во која што се наоѓаме, туку и заради амбиентот во кој што навлегуваме, а тоа е неделата на страданијата.